На тема која друга ако не спорт, завршуваме со фудбалот, завршуваме со еден голем талент на македонскиот фудбал, има 8 години, се вика Даријан Галевски, тренира па откако е роден, да. Во студиото е неговиот татко Дамјан Галевски заедно со Стефан Поповски кој што е тренер на Даријан. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро, Даријан. Дамјан, добро утро, Стефан, добро утро. Со кого ќе почнеме прво? Ќе почнеме со Даријан. Полесно е да играш фудбал или да си гостин во телевизијска емисија? Да играм фудбал. Да играш фудбал, нормално. Зошто играш фудбал? Затоа што ти сакаш или некој влијаеше на тебе? Ти кажа дека треба да играш Зашто фудбал? јас сакам? Колку сакаш да играш фудбал? Многу. Многу? И на која позиција играш? Средина напад. Средина напад. А се враќаш назад да собереш некој отпадок, па да ги претрчаш сите и да дадеш гол? Ти се случило тоа до сега? Да. Колку пати на натпревар? Многу пати? Редовно се враќаш назад и помагаш на соиграчите? Да. На голманот му викаш се карате кога ќе прими гол? Не? Некогаш. Понекогаш, а? Добро. Стефан е тука, Поповски, кој што е тренер на Даријан. Има 8 години, многу е рано да зборуваме за некаков фудбалски професионален и реален потенцијал, меѓутоа талентот е несомнен. Овие пехарчиња тука се малку од неговата колекција, колку се 1, 2, 3, 4, 5. Ова големото ми пречи дека е од Барселона, ама ќе зборуваме малку подоцна за тоа, да. Стефан, во која, ќе кажеме, класа на таленти ќе го вброиме Даријан? Па Даријан талент кај има провлада доста неговата техника, размислува доста. Тоа се двоje другите деца што физичко не е многу појако од другите, туку има добра техника. И рано му е да биде физички. Да, не, има и дечиња што се поголеми и појаки, ама он има со своето размислување се двои, да кажам, од некој степен во оваа фаза на растење. Да. Како се одвива неговата за кариера е рано зборуваме, меѓутоа ете неговиот фудбалски развој во овие детски години, на кои позиции игра, што може да покрие, како ги класифицирате вие играчите, дали ги делите уште сега или во нашата школа не ги делиме, ние ги учиме само да учат како да размислуваат фудбалски. Например, Даријан некојаш на утакмица го ставаме голман и другите деца на секоја позиција играат. Дека трае сезоната ги учиме на секоја позиција да знаат да играат и голман, и одбрана, и напред, да знаат како се движат, пас, прием, основните работи. Да ја запознаат изворно играта, да, на сите позиции. И да видат среќни, задоволни, тоа е најбитното во оваа возраст. Ќе се вратиме на тренинзите и на Даријан. Дамјан, кој е виновникот што Даријан игра фудбал? Дали има дома притисок или тоа си дојде само по себе? Па не, притисок нема, едноставно и јас и сопругата сме спортски насочени цел живот. Она е каратистка која исто така има 170 медали, репрезентативка на Македонија долго време. Мери, ќе ја поздравиме. Ќе ја поздравиме Мери Галевска. Јас исто сум тренирал цело време разни спортови, кошарката знаеше самиот долги години во работнички, така да само по себе се наметнало спортот како основа во нашето семејство. Он изрази желба многу мал, па едно време околу 3 години прекина до 4 и на 4,5 години пак се врати по негова иницијатива, бидејќи неговиот брат е исто така фудбалер, да го поздравиме Лука. Неговиот прв братче Кристијан исто фудбалер, двајцата се во Вардар фудбалери. Така да едноставно спортско семејство и нема наметнување некое посебно, него неговиota желба и талент си се вклопи во целата таа приказка. Кога стануваш наутро и што правиш кога имаш тренинзи, или не се тренинзите наутро? Кога се тренинзите? Попладне. Попладне се тренинзите сега, да. Добро, кога стануваш наутро, лесно стануваш, например, си бил цел ден на училиште, потоа на тренинзи, вечерта веднаш си легнуваш после тренингот, што како ти поминува еден ден? Па добро. Добро ти поминува? Да. Најсреќен кога си? Посреќен си на училиште, дома или кога играш фудбал? Каде си најсреќен? Кога играм фудбал. А дома имаш, слушнав дека имаш некакво теренче дома во дворот, дека нешто се прави, дека не е многу голем дворот, меѓутоа има простор да се тренира, да си. Да. Соседите се жалат, се бунат? Да. Не? А зидот е здрав на куќата или како? Не, шутираш во зидот? Да. Понекогаш, а? Добро. Стефан, премал е да зборува и да размислува сериозно Даријан, меѓутоа
кога една школа, кога еден клуб, кога еден тренер може да почувствува дека се работи за вистински фудбалски потенцијал? Вака се, во оваа возраст, како што кажав, најбитно... Имаме само фотографии, информација за режијата, имаме фотографии од Дарјан, ќе може да ги погледнеме на скринот, може и фул скрин. Да, Како што кажав, во оваа возраст најбитно е да бидат среќни во играта, да сакат и да научат техниката. Тоа се основните работи. Понатако, од 10 до 14 години е најбитниот период кој ќе го помина тој период, после понатака многу полесно може да увидиме дали може да... Тоа е таа нека пресудна граница која што да. Сега во овој период од нивниот фудбалски развој, што се работи? На што се работи? Се работи на детската игра, се работи на карактеристични фудбалски дрилови вежби, се работи на некој тип на физичка подготовка. Што се работи? Се внимава на исхрана, на сон, на дружење, на што се внимава најмногу? Најмногу гледаме да бидат деца со топка. Да сакаат топката, да научат техниката, водењето, прием, пасот, на основните работи. Да ги совладат основните работи преку игра, преку разни игри да им биде им поинтересно и да сватат полесно играта. Да им ја поедноставиме работата. Во однос на оние други димензии кои што ги споменавме, посветувате внимание на тоа или оставате прво децата, например, зборуваме за исхрана, за редовен живот, или тоа е обврска на родителите повеќе? Па исхрана зависи колку може, колку услови има, зависи од школите, какви услови имаат клубовите, да. Добро, овие награди тука се индивидуални претежно. Дамјан, која награда, прво ќе прашаме Дарјан, која награда ти е најдрага? Сите. Сите? Вистински одговор. Кој гол ти е најдраг? Сите. Или имаш некој најдраг гол, што си го постигнал до сега? Имам. Кој? Против Партизан. Каде? Во финале. Во финале. Каде? Во Белград? Не, на Лига. Аха, и? Победа беше тоа? Да. Да. Твојата екипа го победи Партизан. Кој Партизан? Од Белград, српскиот Партизан? Не, од Дречево. Тој наш Партизан, добро. Па и тој е Партизан, или? Штом го носи името. Тоа е карактеристиката на искрените детски одговори. Дамјан, од овие награди, која можеме да кажеме дека е така највпечатлива, ова најголемата, дали може би? Па да, таа најголемата е... Што носи со себе наградата? Прво, каде е добиена и зошто и што носи со себе? Дарјан беше периодов учесник на 3 кампа. Едниот, таа најголемата награда е од Барселона Академија од Загреб, каде што беа преку 150 дечиња. Дарјан беше избран за најдобар играч. Во ноември месец, на покана на Барселона, он 10 дена ќе биде на тренинг со дечињата што тренираат во Ла Масија. И се разбира камера од македонската телевизија да го следи на Нема проблем, секако. И другите награди? Другите награди има за најдобар играч стрелец во државно првенство, таа со боите на македонското знаме. Другите се од разноразни турнири во кои што добива он награди. Меѓутоа, како што кажавте, наградите се индивидуални, се во ред, меѓутоа сепак тимот треба да се пофали и Форца како спортски колектив кој што му возможува тоа Дарјан неговиот талент да дојде до израз. Сега во интерес на времето имаме уште 3-4 минути за разговорот. Дамјан, за Црвена звезда. Да, па нели нормално. Кој за што е? Затоа и кошулата во тие бои се шегувам. За оно што е карактеристично за Дарјан се повиците од интернационални клубови кои што го бараат да настапува за нив на тие детски надпревари. Повторно ќе кажеме, се уште е рано да се зборува за нешто повеќе, меѓутоа се чувствува и кај оние што го знаат фудбалот дека има нешто кај ова дете. Така. Да не се фалиме, меѓутоа зборуваме за факти, не? Зборуваме за факти, така. ФК Форца има склучено акт на соработка со Црвена звезда. Таа соработка е преку камп во кој што камп учествуваше и Дарјан оваа година, после тој од Барселона. На тој камп, уште во октомври месец, они ни побараа видео за да го видат Дарјан неговиот развој. Они имаа дознаено за него уште претходно. Оваа година од 1 до 5 јули бевме поканети на камп во Црвена звезда во Белград. На тој камп Дарјан го избраа за најдобар играч за негова возраст и на покана на тренерот Пеџа Роглич. Дарјан е официјален член на Црвена звезда.
и од понеделник сега, овој понеделник, иде на припреми во Козарска Дубица заедно со екипата од 2016 година. Имаме и тато кои што ќе го следат за да поминат тие подготовки така како што треба. Само 8 години има Даријан. Стефан, ќе завршиме со фудбалскиот дел. Што е следно во развојот на едно дете како што е Даријан? Што презема сега клубот? Што презема македонскиот фудбал за да ги сочува овие деца во фудбалска смисла и за да ги развива понатаму? Па сега знаеме во какви се условите во македонскиот фудбал. Да кажем, во Скопје има над 50 приватни школи што се. Има доста талентирани деца, до детска лига до 12-13 години трае. Има доста деца и најквалитетните се земат во академијата. Понатака, проблем е што има многу малце клубови во Скопје. Да кажеме 2 или 3 клуба што може да ги згрижат и да продолжат со нив да работат. А најдобро се академијата моментално кај што ги зима најталентираните деца, после детската лига и прави заедно како екипа и да кажем и репрезентација, каде што треба да искача. Добро. Даријан, од она што досега си го одиграл, од она што досега сме го виделе од тебе, како го чекаш настапот на Ла Масија со децата од Барселона? Дали знаеш што значи Барселона во светскиот фудбал? Дали знаеш што значи местото каде што си повикан? Си слушнал за Барселона, така да поставам, да, дека тоа е еден од најдобрите клубови во поново време во светот на фудбал. Што очекуваш од она што таму треба да го видиш? Ќе си играш ли со тие дечиња? Ќе се надпреваруваш ли со нив? Можеш ли да се надпреваруваш со нив? Вака тука на невидено, не знаеш кој? Можеш? Може. Сигурен си? Да. Можеш да го дадеш најдоброто од себе таму, па и подобар да бидеш од тоа што досега си го одиграл? Да. Ќе се подготвуваш на овие претходни подготовки со Црвена звезда, во Форца и така натаму, за да бидеш подобар во ноември? Да. Да. Даријан, ти благодариме што дојде во студиото на Македонската телевизија. Стефан исто така, Дамјан, благодарност, многу среќа, многу успех понатаму, луѓе, па да дојдеме со пехарот, Лига шампиони тука, па некој трофеј со репрезентацијата, ако може, мислам. Не мораме ги тоа, ако може. Карти на Nou Camp. Карти на Nou Camp, тоа сигурно. Добро, може би ќе заиграш на Сантјаго Бернабеу, никој не знае. За Реал Мадрид знаеш? Или не те интересира? Не се срами да не кажа. Не ми интересира. Не те интересира. Па нека го слушнат ова челниците на Барселона.